Но ветените реформи на новата влада, за жал или за среќа, не успеа да бидат донесени во 2017 година. Арно, ама за тоа не се виновни реформите. Причина е недостигот на фокус и концентрација кај реформаторите. Поради тоа беа организирани специјални вежби со кои волјата и желбата за реформи повторно ќе се врати кај реформаторите. Значи, ова е еден специјален вид на јога, која што со усоглашавање на духот и телото практично се доаѓа до подобар фокус и концентрација кај самите особи. Мора да нагласам дека, иако постоиме непол месец, преку вашата камера може да се забележи дека има огромна посетеност. Кај мене доаѓаат луѓе од разни возрасти, има ученици кои што им паѓа концентрација. Потоа имам луѓе од администрација на кои што не може да се сконцентрисаат на работа. Има политичари, има еден пратеник тука. Иако да нагласам дека они сакава и цела пратеничка група да дојдат, меѓутоа заради мали плати па барава некој групен попуст и во преговори сме. Зошто пратеници, вие бе прашале? Па и нив им паѓа концентрација и фокус. Еве, сведоци сме што се случи миналата недела, кога го прегласуваа тој закон за човекови права и така натаму. Меѓутоа морам да нагласам дека е тој многу класичен синдром за млад човек, млади луѓе, кои што до вчера биле у тренерки или у пижами и сега одеднаш ќе се најдат во ситуација да врзат машна и одело и онда најверојатно многу ја стегаат машњата, при што се јавува на недостаток на киселник во крвта и тоа е класичен синдром после на дефокукација. И во таа смисла моја граѓанска должност е да овозможам да секој еден од нив да може да стигне киселник во нивниот мозак, нормално во зависност од нивните индивидуални интелектуални капацитети, мислам, во таа смисла. И сега ќе ви покажам неколку вежби да видите како тоа функционира. Спиро, направи место до тебе овде. Сега за вашите гледачи ќе покажеме како идат овие вежби за фокус и концентрација. Ама го молам вашиот снимател, дај фокусирайте се малку, да оваа вежба има смисол. Ете така. Значи, овие вежби ги води еден наш искусен инструктор Спиро Енергија, кој што, by the way, има трети дан црни појас во јога, а исто така има и посетувано на школа за млади лидери во Охрид. Гледате како он дубоко удишува, ете, и веќе е сконцентрисан за неговото наредно дејство, а тоа е издисај. Издисај представува испуштање на воздухот низ плуќата и низ трахеата, низ носните празнини. Павле, те гледам во ретровизор, па те молам, сконцентрирај се и фокусирај. Многу гласно зборите, не можам да се фокусирам тука. Па гласно зборува, вели, доста беше молковај, нели демократија, за тоа ли се боревме? Утре да ми дојдеш со родител во 11 овде. Може малку покасно, во 11 имаме родителска средба кетала. Имате родителска. Добро. Тоа би било све од ова инструктор јога курс, студио.